Во село Крушевица наскоро ќе се реконструира и санира системот за водоснабдување. За самиот проект, градоначалниче, зашто станува збор конкретно? Ние веќе еднаш информираме преку официјалната страна на општината, преку Facebook страната, се работи за ТАФ програмата, каде се издвоени средства од 9,9 милиони евра за најголем дел од општините. Ние сме во првата група од 23 општини, каде се преку оваа програма се издвоени 1,9 милиони денари за реконструкција и санација на цевовод во село Крушевица. Ова реконструкција и санација на овој водовод или цевовод во Крушевица опфаќа неколку работи, изведба на прописна каптажа, до сега овој систем немаше прописна каптажа, потоа предвидува санација на оштетени делови на цевоводот, предвидува санација на цевовод, изведба на воздушни вентили и испусти, санација на резерварот на селото. Ова е сума предвидена за реконструкција и санација на овој цевовод. Тоа е се во насока на обезбедување на квалитетна вода за секој поединец во Република Северна Македонија. Иако е населба во Крушевица една од најмалите населби, сепак тоа не значи дека и овој дел од граѓаните треба да биде занемарени, треба да им се обезбеди квалитетна вода за пиење. Тука нема голем број на жители, меѓутоа има викендаши, пчелари, сточари. Значи може да прерасне во викенд населба? Може да прерасне во викенд населба. Потенцијално е, се разбира во своите размери. Така да верувам дека тоа ќе се случи оваа година. Ова година ќе биде завршена оваа реконструкција и санација. Морам да кажам дека згора на тоа Крушевица многу ќе добие со експресниот пат кој што минува тука во близина. Апсолутно. Тоа верувам дека до година во октомври месец експресниот пат градско Прилеп ќе биде завршен. На тој начин, преку завршувањето на нова делница градско Прилеп, баш и под Крушевица се наоѓа и излезот према Росуман, така да Крушевица ќе се афирмира во исто така во еден малку поголем степен. Градоначалниче, на кои други проекти се работи во општина Росуман? Општина Росуман има активни, завршени јавни повици, од кои што во овој момент би можел да издвоам неколку. Јавните повици се завршени за уредување на плоштад во централно подрачје во висина од 3,9 милиони денари. Потоа реконструкција и асфалтирање на улица Маршал Тито крак кон старото училиште. Паркиралиште исто така пред старото училиште во висина од 1.600.000 и негде околу 2.700.000 денари за реконструкција на улицата на Маршал Тито, така да со оваа инвестиција ќе се заокружи печатокот пред старото училиште. Уште некои од завршените постапки би ги издвоил. Тоа се набавка на видеонадзор, се работи исто така за старото училиште, детската градинка во Росуман и делот од новиот парк на улицата Партизанска, кој што ќе бидат покриени со видеонадзор. И од оние, тоа се кој сега би ги извел набавки кои што се завршени, меѓутоа и во текот на оваа недела ќе распишеме уште две набавки. Тоа е набавка реконструкција и уредување на улици, односно со бекатон во Росуман, односно во населени места на Росуман, во висина од преку 3 милиони денари и набавка на патничко возило Комбе за потребите исто така на граѓаните на општина Росуман, пред се мислам на училиштето, на спортистите, на пензионерите и другите категории на граѓани од општина Росуман. Што е со околните населени места во општина Росуман? Има ли таму некои проекти кои што се во тек или се завршени? Се разбира дека се грижиме за сите населени места во општина Росуман. Заврши јавната набавка за реконструкција и санација на базен во Сирково, обложување со инокс во висина од негде 880.000 денари и исто така предвиден е ископ на нов бунар во Паликура за зголемување на капацитетот на водоснабдувањето во Паликура и санација на базен во Дебриште.
Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.